Почитувани мои роми, браќи и сестри, ви благодарам денеска бабчи што се собравте во голем број. Денеска стојам гордо пред вас, гордо ради тоа што сите знаете колку изборни циклуси доаѓав тука, баравте многу барањи кои секогаш бе вреален ценцен и ви одговорав дека сите тие ваши барањи кои ги баравте беа немогуќе да се направат. Денеска ќе повторам, стојам гордо затоа што имам многу новитети да ви кажам. Преуспетиот новитет за сите нас роми и кој верувам и сигурно сите вие ќе се сложите дека овој наш господин иден градоначелник за прв пат влегува во ромската историја заедно со Нерџан Демирали. Зошто го велам ово? Че Виктор Цветковски без никаков компромис прифати да влезе во неговата програма со акцент ромите. Тоа значи дека целата декада со незини 4 столови е во самата програма, што значи дека ќе следува и незина имплементација. Значи за папчи, значи целите години што ги односно што се соочувате со тие проблеми, демек со изградба на регулирање наречено поредно, што значи дека автоматски ќе добиете и 2 пешачки мости. Тоа јас се го гарантирам за разлика од останатите политички партии. Меѓу другото, уште еднаш ве ветувам дека ова улица што ја гледате, вашиот градоначелник кој некој го нарече Вујче, не ве избедил. Јас и овој темпо за да мене на чело со градоначелникот ќе асфалтираме и цело Бабче ќе биде осветлено. Сврсто стојам за тоа што го кажувам. Ви уверувам уште еднаш дека тоа ќе го изградиме. Мора уште да ви кажам дека Перо Чичо, нека имаме митинг таму, господинот Оливер Спасовски, кој живее на грб на граѓаните, неки на митингот во Средорек ме прозва и рече дека јас сум бил, односно барам екзистенција од партијата. Да, Оливере, јас сум ром, не вработен, не екзистирам, меѓутоа разликата од тебе и мене е голема од небото земјот. Јас секогаш сум со моите роми. Јас не живеам од гласовите и не добијам функција од гласовите на грбот и на ромите и на сите граѓани на општина Куманово. Вие земате околу 40.000 денари плата. Рековте, јас не велам не, јас реков по шелба на твоите сограѓани, на твоите комши од Перо Чичо, кои бара да кажам, бидејќи протокол е такво, не може нели секој граѓанин да каже што кажем и тоа граѓаните ни кажуваат на нас, ние да пренесеме преко медиумите, преко нашите мили митинзи, да кажеме дека тој место да гради улици на комши, тој градеше на зедот. Почитувани мои роми, знаете ли што се случи утре дента? Утре дента го праќа зет му тој нешо се викал таму, инаку дознав од информација дека бил вработен во водовод, некој магазинер, праќа екипот водовод да ми го земе садот. Повели Оливер и денеска дојде уште вечер од 12 земи го. Ние ромите навикнавме без вода, навикнавме без струја, навикнавме без јадење, без диеве. Јас сум тој ром, можам и слободно да ти кажам дека уживам дека сум ром, горд сум што сум со ром, од денес за денес јас живеам со своите роми. За разлика од тебе, Оливере, јас секој ден сум со моите роми. За време на изборите и после изборите. Морам да ви кажам, значи што е уште во текот на нашата програма. Перо Чичо на јуре што го видите горе. Јас се ветувам начелно со градоначалникот Виктор Цветковски дека тој свет повеќе нема да го има. Ние во Куманово имаме една депонија, а таа е депонија во село Пчиње, знаете таму. Значи не го интересира, мада што живее таму кај Перо Чичо со ромите, ама не го интересира за ромите. Ромите се близко светот, дали ќе добијат епидемија, дали ќе се заразат, дали имат пари да ги плаќат нели прегледите, лековите, не го интересира. Него го интересира да ги земе вашите гласови, да ви изманипулира, да добие чинови, да како што бидна пратеник, да си земе плата и да има екзистенција за своето семејство. Да немам екзистенција. А многу сум горе што сум со моите роми. Не бегам од нив, не кријам дека сум ром. И мило ми е што сум ром. Меѓу другото во нашата програма, почитувани мои браќи роми, стои дека ќе изградиме рекреативен ромски центар во просторијата на Срелиште. Значи предвидено е центар за роми кај што ќе се соберат младите. Кај што ќе имат забавен дневен ден, ќе имат и објект изградено каде културно-уметнички друштва и сите останали невладени организации ќе бидат просторот кај што ќе се занимават и ќе се ги вршат своите активности.
Меѓу другото сакам да кажам дека како што рековме, речното корито од 1,5 км ќе биде изграден, завршен. Тој е еден од првите врвните приоритети на ова независна граѓанска опција како не сака. Тоа ви го ветувам дека повеќе нема да биде поплавени. Денеска гледате неки доаѓаат со да ви ги барат на своите. Вика ние ги правиме соци. Каде е тој градоначелник и тој Оливер да каже каде живеете, каде сте сместени, дали сте посетени, дали ви е ладно, дали не. Имам ваши информации дека парното грејање го исклучуваат навечер. Имате деца болни, не ве примат во болница, ви плаќаат за инфузии, за сето она што е должен градоначелникот на градот на општина Кумана да води сметка за вас. Затоа што вие не сте нивно што се случи оваа елементарна непогода. Меѓутоа да го завршите речното корито, вие денеска немате да имате вакви проблеми од поплави. Уште едно морам да ви кажам дека тој самиот градоначелник начело со тој СДСМ може да допринесе да ви нели да ве обезбедите. Што чекаше на сега да ве обезбедите? Значи можеше на брз и реален начин да ве обезбедите оноку колку што сте оштетени. Значи денеска да бевте сместени во вашите куќи, а не по спортски сали каде што немате никакви услови за живот. Ама нив тоа не го интересира. Меѓутоа, од причини јас сум тука да ве уверам, да ве убедам дека бидете сигурни дека оваа опција, да не кажам начело со мене, ви ветувам дека на 24 март излезете сите слободно, без страх. Верувате, гледате вчера дека сите роми кои се вработили во јавните предпријатија за времето на бивша Југославија излегуваат да одат на митинг во Скопје. Му наредил ЦИЦ. Почитувани мои роми, ќе ви го кажеме да ставиот пример. Не може некој вас да ви присили која партија не ве прими, така да е. Вие сте за време на бивша Југославија. Нема право да ви прети да ви истера. Седете си дома, не одите никад. Излезете на 24-ти, нема никој да ви имате никаков отпор, нема никаде да излезете. Туку нашиот ромски живот е таков. Денеска ќе работиме нешто, после работното место може уште нешто да доработиме за да ја прехраниме нашата фамилија. Завршениот збор морам да го наречам вака. Значи ве волам, знам дека некој ќе дојде да ве подкупи, ќе ви даде брашно, ќе ви даде зетин, ќе ви даде 100 денари. Некој од вас размислува немам. Денеска ќе земам 500 денари 5 члена во фамилијата. Ќе купите што ќе купите за 5 минути или минута тие пари ќе ги стегнат. Утре вие пак ќе немате пари. Утре пак ќе го барате Мерџан да дојде да ви помогне. Од сите било кои македонски политички партии и под наводници наши некои што се нарекуваат политичари, никој не ви помага. Сепак доаѓате кај мене. Јас секогаш сакам да ви помогам, верувате ми, уште повеќе ќе ви помогнам ако дојдете на 24-ти сите заедно масовно да излезете да го закружите бројот 3 на независниот кандидат за градоначелник господинот Виктор Цветковски и независната листа за советници носител на листа доктор Драги Караджински. Ве молам, излезете, гласете за број 3, да изгласате вашите имена. За сите ваши проявлени денеска јас што ќе кажам дека ќе ги извршам, јас стојам одговорно пред вас. Ако тоа ја што го денеска ветам тука не го исполнам, не морате никогаш помине мове да правите. Да сте ми живи и здрави и ви очекувам на 24 март.